Ние няма да отстъпим ниту. Не отстапуваме, сесија напишано црно на бело. Ова го пореча бугарскиот министер за надворешни работи Георг Георгиев прашан за евроинтеграцијата на Македонија. Тој присуствуваше на собраниската седница, на која пратеници од сите бугарски партии усвоја декларација, која потенцира дека се неприфатливи какви било обиди во рамките на Европската унија за повторно преговарање, за обиколување или игнорирање на елементи од веќе постигнатите договори. Българија ще продължи да спазва споразумението от 2022 година. Ние няма да отстъпим нито на сантиметър от него. Няма да спрем да повтаряме, че спазването на европейските изисквания е това, което е нужно, за да може да се постигне напредък. Додека Георгиев вели дека бугарската позиција е одржлива и тврда, властите се надеваат дека Европскиот парламент ќе го изгласи извештајот за земјава во кој се споменува засебен македонски идентитет и јазик. По повикот на премиерот Мицкоски, опозиционерот Филипче лобирал кај европските социјалисти текстот да биде изгласан. Сепак тој има дилеми. Дали конечно доколку биде прифатена, тоа ќе биде нешто што за премиерот ќе биде доволна форма на гаранција да се започне процесот на уставните измени. На прашањето на Филипче одговорија дел од аналитичарите. Дали тоа отвара пат за уставни измени? Мислам дека е чекор кон уставни измени, дека е единствен и доволен, не би рекол, сепак клучниот момент секако е да го заштитиме процесот на проширување од билатералните барања на Бугарија. Известувачот за Македонија во Европскиот парламент Томас Вајц истакна дека поради некои прашања што биле поставени, особено од бугарската страна, потребно било да се споменат постоењето на засебен македонски идентитет и јазик во извештајот што го подготвил. Расправата за текстот ќе започне наредната недела.